Итно регулирање на премината на агрохемикалиите во овоштарството и голема внимателност како се одлага отпадот од хемикалиите на диви депонии. Хемикалиите преку водите стигнуваат и до храната и се една од причините за заболување од рак, објаснуваат докторите и експертите за заштита на животна средина на Светскиот ден за заштита на животната средина и човековото здравје. Според Орхидеја Тасевска од Хидробиолошкиот завод Охрид, објаснува дека проблемот со одлагањето на пестициди во Преспанското езеро и дивите депонии каде се одложуваат остатоци од хемикалии се опасни по водата во езерото, која е збогатена со фосфор и азот, што директно влијае на квалитетот на рибите, а со тоа е опасна по човекот и кога ја конзумира рибата како храна. Метаболити на забранети агрохемиски средства во регионот се уште се наоѓаат во Преспанско езеро. И во водата, и во седиментот, и во ткивата на рибите, работено е на барбус. Карактеристично за пестицидите е што дел од нив имаат својство да се задржуваат во седиментот на езерото и по извесно време да станат на некој начин активни и повторно да се вратат во самиот циклус. Во Ресен има 250 луѓе со рак на дојка или дебело црево. Како индиректна причина медицината ја наведува и големата заситеност на пестициди што ги има во почвата и водата во овој регион. Доктор Благој Китановски, директор на болницата во Отешево, објаснува дека најдобра заштита за човековото здравје се редовните контроли и скрининзи со цел навреме да се реагира и итно регулирање на дивите депонии во Ресен. Зголемениот број на малигно заболени лица во 22 година се должи бидејќи во периодот од 20-21 не се правеше ни скрининг, ни диагноза, намален беше скринингот и диагнозата на малигни заболувања. Па во наредната година да имаме веќе приближно истата бројка како и претходните години. Доминантни карциноми се карциномот на колоректалниот карцином и карциномот на дојка. Според истражувањата, состојбата се должи до 52% на климатските промени, но останатите 40% отпаѓаат на активностите на човекот во Преспанскиот регион, меѓу кои и примената на агрохемикалии во овоштарството.